80 пратеници гласаа за владиниот предлог за пристапување кон уставни измени, односно за отворање на уставот меѓу нив и 8 пратеници од опозицијската ВМРО ДПМН, Владанка Авировиќ од коалицијата на ВМРО ДПМН за подобра Македонија, Емилија Александрова, Сашо Арнаудов, Љубен Арнаудов, Сашо Василевски, Крсто Муковски, Нола Исмаиловска Старова, Елизабета Канчевска Милевска и Закир Рамчиловиќ. Овие пратеници на јавно и поединечно гласање се изјаснија дека го поддржуваат предлогот на владата за отворање на уставот, но не безусловно. Пред пристапувањето на гласањето во собранието поделија и соопштение подпишано од нив, од група пратеници, под кои што велат заради кои услови решиле да гласаат за. Инаку поединечното гласање беше по барање на координаторот на ВМРО ДПМН Драган Данев, пошто спикерот Џафери го прифати предлогот и се гласаше поединечно. Тука предлагам да видиме сегмент од гласањето, а потоа и да ги кажам условите кои што ги поставија пратениците од ВМРО ДПМН и коалицијата за кои што дадоа поддршка за отворање на уставот. Од изброените гласови поединечно се потврдува претходното гласање 80 за, 39 против. Констатирам дека собранието ја донесе одлуката за пристапување кон измена на Уставот на Република Македонија со 80 гласа за, колку што било потребно со кворум од двотретинско мнозинство. Врз основа на член 196 став 4 од Договорот на Собранието на Република Македонија по повод донесувањето на одлуката за пристапување кон измена на Уставот на Република Македонија, на Собранието му предлагам да го усвои следниот заклучок. Прво, подносителот на предлогот за пристапување кон измена на Уставот на Република Македонија, владата на Република Македонија најдосна во рок од 15 дена да подготви и на Собранието да му достави текст на нацрт на амандмани на Уставот на Република Македонија, при што да ги има предвид изнесените предлози и забелешки дадени на седниците на Комисијата за уставни прашања на Собранието на Република Македонија. Второ, овој заклучок да се достави до владата на Република Македонија. Инаку иден ова беше сегментот од гласањето кое што беше второ гласање на вечеришната седница, со кое што собранието ја задолжи владата во рок од 15 дена да го достави текстот на нацрт амандманите за да се продолжи со фазата за уставни измени, се со цел да се имплементира договорот од Преспа. Инаку пратениците 8 на број од ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија, кои што гласаа за отворање на уставот и дадоа поддршка на владеачкото мнозинство, во пресрет на гласањето преку соопштение предложија и побара да се пристапи во наредната, но не конечна фаза на дискусија по уставните амандмани. Само последните услови од чие исполнување ќе зависат и нашите идни ставови на нашата конечна поддршка на уставните амандмани, напиша пратениците од ВМРО ДПМН во соопштението. Предлагаат прифаќање на амандман на уставот со кој ќе се гарантира македонскиот идентитет, прифаќање на одредба на уставот со која ќе се гарантира дека доколку Република Грција не го ратификува договорот и повторно ги попречува евроатлантските интеграции на Република Македонија, ќе има безусловно поништување на сите прифатени уставни амандмани кои произлегуваат од имплементацијата на договорот од Преспа. Постепена промена на името за внатрешна употреба, следејќи го процесот што води кон полноправно членство на Република Македонија во Европската унија. Прифаќање на иницијативата на председателот на владата на Република Македонија, господинот Зоран Заев, искажана на 61-та седница на Собранието на Република Македонија на 15 октомври 2018 за простување во врска со настаните на 27 април 2017 во Собранието и цеопнато национално помирување со формирање на собраниско тело составено од шефовите на пратеничките групи, тројца пратеници и председателот на Собранието на Република Македонија, кои ќе изготват и предложат до Собранието план за национално
финално помирување во рок од 30 дена. Ова се условите под кои што и поради кои што 8 пратеници од ВМРО, ДПМН и коалицијата Подобра Македонија гласа за поддршка на владиниот предлог за пристапување на уставни измени, односно за отворање на уставот. Меѓу нив, како што кажав, се и тројцата пратеници кои што се обвинети за крвавиот четврток, а кои што заклучно со денеска од вторникот беа пуштени да се бранат од слобода со гаранција веднаш по најавата на премиерот за простување, како што рече, за 27 април. Инаку, овие услови кои што ги доставија пратениците на ВМРО, ДПМН, дел од нив во неколкудневната дебата ги порача јавно премиерот Зоран Заев, односно Заев најави повика на помирување и простување за 27 април, без да го прецизира што значи тоа, иако во јавноста беше протолкувано како повик за амнестија, но исто така премиерот најави дека нацрт амандманите ќе ги пишува владеачкото мнозинство заедно со опозицијата и дека е подготвен да прифати опозицијски предлози за, како што рече, зајакнување дополнително на македонскиот идентитет и македонскиот јазик. Во рок од 15 дена владата треба до собранието да достави нацрт амандмани за измени на уставот. 80 пратеници денеска вечерва доцна по целодневна напнатост, одложување, неизвестност, преговори, целодневни калкулации дадоа поддршка уставот да се отвори. Меѓу нив 8 пратеници од ВМРО, ДПМН. Един најавено е тука обраќање, односно пресконференција на премиерот Зоран Заев. Според најавата таа треба да започне во 23 часот. Најавувам дека ќе се вклучиме директно кога ќе започне.